наутко не испофали, Да, не испофали и му благодариме за убавите зборови секоја година што ги има за нас. А ние сега ќе патиме пофални или убави зборови за една убава приказна која што ќе ви ја раскажеме во следните минути. Како е да се живее помеѓу растенија, секојдневно да си опкружен со нив и буквално да, не знам, се будиш и заспиваш токму со растенијата. Веројатно приказната за Цветко, така е по социјалните медиуми напишан неговиот профил, но зад него се крие Предраг Митрикевски-Клекачковски. Добро изговорив? Да. Предраг, добре ни дојде. Добро ве најдов. И ти благодариме што си утрева заедно со нас. Ние имаме така малку растенија со оглед на тоа што студиото за време на викенд ни е во тотален мрак и тука нема баш дневна светлина, па мораме нели нашите растенија да ги прилагодиме на условите кои што ги имаме. Но мислам дека соодветен избор имаме со оглед на тоа дека овој тип на цвеќиња може да преживеат па дури 2 дена без да бидат со човечка. Да, мене професионална деформација ми подма приметив што има кај има, мислам дека и многу се добро одбрани и супер изгледаат. Добро, значи добро ги одржуваат нашите колеги. Како е започна твојата приказна? Дали од секогаш ги сакаше растенијата? Дали како дете си растен покрај толку многу растенија? Како се роди се? Јас сум роден во Прилеп, ама имам пораснато во Кривогаштани, што е село одма до Прилеп. И таму бев цело време на бавча, цело време со дедо ми пробувавме нешто да насадиме, со баба ми коренчиња, агаве или нешто ќе фатиме. И кога се преселивме во Скопје, многу долго ми фалеше тоа зеленило, затоа што во станот немавме нешто премногу растенија. Нормално, градска гужва тука, градска гужва, голема промена. И како се повеќе време проаѓав дома, дали ради факултет, дали карантинот кога дојде, сватив дека многу ми требаат растенија. И почнав по едно, по две, па да читам нешто повеќе за нив, различни фамилии на растенија, различни категории, кој го чисти воздухот, кој не, кој е токсично и така натаму. И решив да ги споделам на Инстаграм затоа што видов дека има многу луѓе кои што си направивме како една заедница која што комунициравме за растенија, од каде да се земе новото, која продавница донесла или увезла ново растение. И решив да го крстам Цветко затоа што прадедо ми, на мајка ми страната се вика така, и некако ме поврзува со Кривогаштани, морав да си го има некаква линија на негување на нешто, така е. А и прикладно беше затоа што растение. И супер, Цветко, да. Да. Имено, колку растенијата сериозно тебе те научија на еден нов циклус на живот, раст, самото цутење, нели семе, па некој пат и смрт на растенијето. Да. Нели учи на нешто и дали некој пат си почувствувал дека времето поминато со растение тече поинаку од секојдневието? Многу добро прашање. Мислам дека две работи главно може да не научат растенијата. Свесни сме дека живееме во многу брз свет и навикнати сме на многу брзи задоволства, односно на Инстаграм веднаш добиваме нешто за 7 секунди видео или 30 секунди. Стимулација. Секоја стимулација, секој задоволство ни доаѓа брзо и лесно, а растенијето е нешто што мора да го чекаме, мора да го негуваме. И со тек на време ќе ви пушти нов лист после месец дена. Па за 2 месеци ќе пушти гранче. Не учи на трпение. Да. А затоа секој ден треба да го негувате, треба да бидете околу него, но не треба да сте обседнати со него затоа што на пример премногу вода секој ден може да скапе растението и така натаму. Така да не учи на еден поспор живот, на една нега, и јас тоа си го одржувам дури како медитација. Тоа е едното нешто. А второто нешто е за режаното растение, односно букети. Многу луѓе кога работев со растенија ме прашува како подолго да ми држи букетот, како ружава да ми седи 4 недели. И секогаш ми викам, поентата на самиот букет, на самото режано растение да не трае долго. Да знаеме дека е тука кратко време, да го почитуваме пошто е кратко, да се восхитуваме на него и да научиме дека не се трае за секогаш. Некои работи треба да ги живееме сега, да се радуваме на нив сега и да бидеме во ред со тоа дека некогаш ќе ги нема. Тоа е циклусот на животот, така е. Да. Во икот на короната, која што ја напомена и ти, навистина излегоа успешни бизниси, идеи за бизниси, приказни кои што некои обстоја, некои не обстоја. Но имаше доста луѓе, и ние тука низ емисијата дел од нив ги запознавме, кои што навистина многу се посветија направија трансформација своја. На тие растенија се посветија. И верувам дека таа заедница и до ден денес си ја одржувате, затоа што секогаш ни е потребен по некој совет за одредено растение што го имаме по дома и така натака, но верувам дека таа заедница си уште нели горе долу
е функционална и Па дури и расте. комуницирате. Да, расте. И расте, да, затоа што мислам дека луѓето во Македонија некако сакаат да си одгледуваат цвеќиња и се љубители по тоа. Па какви се прашања најчесто стигнувале до вас, Предраг, во поглед на растенијата кои што ги имаат дома? Да, мислам дека карантинот не научи што значи удобен дом. Многу време сите сме или на работа или надвор, имаме обврски. И вистински да го уживаме домот. Да, и не поменуваме доволно време дома. И најнаш се најдовме во ситуација каде што се што имаме е да бидеме дома. Па луѓе почнаа да си го прават домот вистински дом. Ботаничка градина. Да, односно станот или куќата да си го прават дом. И растенијата многу помагаат за тоа, затоа што ви даваат, како што зборавме, значи мир, ви даваат некои удобности, едноставно поинакво чувство кога сте околу нив. Што станува збор за прашањата што ги добивам, најчесто се дали една чаша вода треба да им ставам, на колку дена точно се става вода. Например, ова растение ми рекоа секој 10 дена, нели? И за жал тоа е многу лесен одговор што повеќето бизниси кои што продаваат растенија го даваат, но не може да се даде таков рецепт за растение. Од неколку причини. Мора да сватиме дека овие растенија се одгледувани во стаклени градини кои што ги имаат совршените услови. Потоа патуваат долг пат најчесто од Холандија до Македонија, од каде што се увезени. Во самите продавници немаат совршени услови, најчесто се на потемно. И сега третиот стадиум е вашиот дом. Во зима воздухот е многу сув ради парно, во лето можеби е многу ладно ради клима. Загаден плюс. Така да секој дом си има различна температура, различна влажност на воздух, што значи дека самата земја на различен степен на брзина ќе се суши. И јас ако му кажам на некој дека за една недела треба да го навади растението, можеби тоа ќе е премногу или премалце. И мојот совет секогаш беше, не се плашете да допрете земјата со прст, видете дали првите неколку слоеви се суви и ставете вода. Нормално, секој растение, различна фамилија си има различни потреби, но главното правило е доколку првите неколку сантиметри од самата саксија се суви, може да ставите вода и секогаш ќе биде окей. Според принципите и критериумите за одгледување на цветков, ние често пати сме имали во емисиите и за фенг шуи и така натаму, нели каде треба да бидат позиционирани некои елементи, особено растенијата. Кои се принципите твои? Која страна е најидеална можеби за растенија во ете? Сега не секој можеби гледа на западна страна и така натаму, каде што можеби има најчесто сонце? Да. А јас секогаш препорачувам доколку има источен или западен прозор, затоа што убаво е да имаат сонце и тоа да не биде јакото сонце кое што светлина, доколку е јужен прозорец, препорачувам секогаш да биде позади завеса или малце тргнато подалеку, ама да го гледа прозорот што викаме. И доколку е север, што поблиску до прозорот. Растение не може да живее без светлина. Имаме видови на растенија кои што толерираат, ама многу е битно да се стави акцент на зборот толерираат. Кои тоа може би тоа се замиите, севериите, сукулентите не. Да, буквално ова е замија која што толерира, но на пример во Африка од каде што доаѓа живее буквално под директно сонце. Така да и таму веројатно е најдобро. Да. Само има дебели листови кои што имаат многу концентриран хлорофил и тоа дозволува и малата светлина да се ја преточува во енергија. Тоа значи дека многу споро ќе расте, но сепак ќе преживува. Ќе се култивира некако. Да. Кога станува збор за правила, многу пати сум слушнал дека во спалната не треба да имаме растенија, затоа што ни го цицаат кислородот или затоа што тоа се некои митови веројатно. Да. Тоа се отрови, тоа се митови затоа што да, они конзумираат кислород и создаваат кислород, со тоа што за ние да осетиме било каква разлика во процентот на кислород во една соба, треба да е херметички затворена и тоа растение да биде од прилика 10 години во таа просторија, за мали проценти на кислород да промениме. Сега, има растенија кои што имаат можност, кога конзумираат јаглероден диоксид, да восприемат и некои токсини, како што е, например, spider plant, кое што е доста познато домашно растение. Кога ги зема частичките од јаглероден диоксид, некои од токсините кои што се во воздухот може да ги прими и преработи. Така да тоа е точно, но дека растението ќе ви направи некоја промена во спалната и дека ќе ви го земе воздухот, дефинитивно не. Не е така. Колку брои твојата колекција, Предраг?
Во моментов Затоа што велиш трпела и таа Символично, промени да. со твоите преселби, со Да. некои други претпоставувам фактори кои што влијаеле, но во моментов Во екот на моето хоби беше околу 300 сакси засебни, затоа што имав и повеќе простор кога живеев со моите родители. Но како што се преселив, морав да го намалам тоа на 20 на што се случи со останатите? Остана кај родителите? Некои останаа кај родителите, иако мајка ми Некои се беше подарија, се да, разделија. мајка ми беше поборник за тоа дека многу растенија се, ама сега ги највеќе влезе тој во машината. Повеќето ги подарив. Кои се можеби, дали си фанатик по некои ретки видови кои што не секој ги има или можеби е тешко да стигнат во Македонија, тешко да се набават, па да им се обезбеди идеални услови приближно на оние во кои што најмногу уживаат? Што најмногу те привлекува во целиот овој свет? Сум огромен фанатик на ретки видови, посебно загрозени видови кои што човекот успел да ги размножи во лабораториски услови. Тоа некако ми дава надеж дека тие растенија во природата нема навистина да ги снема. Секако тие растенија си бараат посебни услови, не се прилагодени за домашно одгледување. Во моментов имам неколку интересни мутации на секојдневни растенија, например Monstera Thai Constellation. Тоа е монстерата, односно во Македонија за жал е познат како филадендрон, иако тоа е сосема друга фамилија на растенија. Таа во природата е најдена со бели точки, баш како галаксија, и е најдена во Тајланд. И затоа е така крстена Thai Constellation. Човекот што ја има најдено, ја има размножено успешно, па во лабораторија си имаат милиони создадено. Така е стигнато И сега години е експанзира, ова? да речеме. Да, ова е 2021. Не, кога е почната- пронајдена? 2019 или 2020 е Сакаш да кажеш ова е релативно Да, ново релативно нешто? ново. Добро. И имам уште неколку интересни мутации кои што, например, имам... И ова го имаш дома? Да. Ова монстера имам дома. го набави? Сега веќе може Е да се полесно да, достапно? може да се нарача, но јас кога ја земав во Србија затоа што они директно од Холандија ја земаа, од ботанички градин, тоа беше цел огромен Добро, процес. кој е патот за да стигне, затоа што сепак нели не е ова милениче, иако и на ова и ова е живо суштество и Да, него му се некој не- потребни да. услови соодветни за да може да се пренесе и нели да биде онака како што треба. Видете, мора да сватиме дека во Европа лидерот за одгледување растенија е Холандија како држава. Добро. Они имаат феноменален процес, целосно автоматизиран, роботи ги садат Збориме растенијата и и за така натаму. бројни видови За на бројни. типови. Мнозинството растенија кои што ги гледаме во Македонија се увезени од таму. Доброто е што они се многу еколошки свесни. И климатската можеби атмосфера одговара за да може да се култивираат сите овие растенија? Па не баш, они се доста поладна држава од нас. Ние имаме многу подобри услови за тоа, но они имаат затворени ботанички градини кои што во изолирани услови го прават тоа. И прават нешто што се вика tissue culture. За жал немаме македонски израз, иако пробувам секогаш да користам македонски изрази. Потруди се да им го преведеме Тоа на е кога гледачите. земате дел од растение, најчесто е 1 до 2 сантиметри. Тоа е моментот каде што се разгранува растението. Добро. Имам концентрат на клетки таму кои што можат да се мултиплицираат во посебен агаве гел. Се става хормон за размножување. Кога ќе се стави во таа изолирана стерилна средина, растението одедно може да стане 300-400 примероци од тој мал примерок. Тие 300-400 се растат, се размножуваат на 3 милиони, 4 милиони и така натаму. така се тоа И така функционира. мултиплицира. Така да повеќето растенија кои што ги гледаме околу нас се клонови едно на некој друго. начин. Да. Ова како цела лабораториски експеримент. Тоа Да. значи дека и Некој ова што не го запамтив како се вика, Monstera? Таа е Constellation. е од таму, па кој беше не е. патот? Да, за таа не е за стигне? жал. Сега почнуваат да ги размножуваат лабораториски, но затоа што е мутација доаѓа од засекување на дел на растението, заратување на истото и потоа размножување по тој принцип. Многу често се случува и кога ќе имаме на пазарот голем дел од овие цвеќиња, да ги набавиме, ама не знаеме да ги негуваме, пак да ги култивираме, да речеме да се размножуваат и често знаеме потоа да нели ќе дадеме грдни средства што се вели за да го имаме како раскош во нашиот дом. Меѓутоа генерално е нашата географија подрече погодна за и вакви раритет прилики цвеќиња да ги одгледуваме. Да, посебно гивгелискиот дел или пелагонија може да бидат приспособени за да бидат не лидери во Европа, туку во светот. Имаме многу плодна почва, како што знаеме. Имаме доволно сончеви денови кои што ќе ги намалат рушоците значително.
Има некои растенија кои што се одгледуваат во Македонија, на кои што треба да сме горди. Може да ги најдеме на пазар или во локални продавници. Секогаш пробувам да купувам така кога ќе најдам, но собните растенија, односно саксиско цвеќе, како што го викаме, за жал се уште не. Имаш амбиции да се зголеми овој твој... Да се експанзира бизнисот на Цветко? Видете, Цветко во моментов фигурира како профил кој што споделува еколошки навики, затоа што љубовта кон растенија и природата оди рака во рака со еколошки навики и начин на живење. Малце поинаков пристап кон активизмот имам, затоа што начинот на кој што живеам и начинот на кој што сум ги научил тие техники и навики биле преку видеа, преку други инфлуенсери на Инстаграм кои што ми помогнале да сватам дека, не знам, од прашокот за перење до средствата за чистење и се тоа како да ги искористиме, состојки кои што не се баш прикладни за нашата кожа. Потебно дека имам 2 мачки дома, сватив дека ако чистам со некое средство може директно да го впијат и така натаму, и некако навлегов во тоа и едноставно Цветко стана едно место каде што се споделуваат такви работи. Имаше едно вирално видео од 500.000 гледаност каде што зборувам за оцетот. Од тука дојде и Цветко оцетко како шега, затоа што сватив дека например тоа е препарат кој што е многу лесен за користење и за чистење и за дезинфицирање дома, да. А многу луѓе да не знаат зашто се може да се користи, да. И сега пробувам сите средства дома да ги заменам со нешто поприродно. Да. Останува ни понатаму да ја следиме твојата работа. Мора да направиме некоја презентација. Да, може да дојдеме и во твојот свет, затоа што велиш преголеми се растенијата за да ги донесам тука, но и можеме ние со камера да дојдеме таму и да забележиме што се што се живееш или што се те окружува генерално секојдневно. Предраг, ти благодариме многу. Ти благодариме на вас. За гостувањето и за убавиот разговор.